Моето име е Деjan, a ova se новите IT вести. Еве што ќе гледате. Apple го представи новиот MacBook Pro. Twitter брише постови со дезинформации за 5G. Samsung работи на сензори за камера со 600 мегапиксели. Темна тема за Google Play Store. Google ги предупредува корисниците да не симнуваат апликации како YouTube и Gmail на Huawei уредите. Google отстрани 600 апликации од нивниот Play Store. Најдобри Android апликации и игри за јануари 2020 година. Samsung Galaxy Note 9 корисниците имаат проблем со дисплејот. Galaxy S20 уредите имаат проблем со селфи камерите, кој ги уништува селфињата. Samsung работи на 250 мегапикселна камера. Netflix рекорден број на претплатници и раст на приходите. Словенија го спречи воведувањето на 5G технологијата. Razer нови Pikachu слушалки за Pokemon фановите. Latest Posts – нова опција на Instagram. Ова се несимнуваните апликации на деценијата. Путин сака руска Википедија. Вложува $27 милиони за до 2022 година. Apple го представи новиот MacBook Pro. Компанијата Apple го представи новиот 13-инчен MacBook Pro со Magic Keyboard тастатура. Во период од 6 месеци Apple ги смени тастатурите на целата понуда на лаптопи. 13-инчниот MacBook Pro има 16 GB побрз, 3733 МHz RAM, како и 256 GB SSD меморија. RAM меморијата може да се надогради на 32 GB, а SSD меморијата до 4 терабајти. Од Apple тврдат дека 10-та генерација на процесорите на Intel има Turbo Boost до 4,1 GHz и нова графика Iris поддржува Pro Display XDR со 6K резолуција. Основниот модел од $1299 доаѓа со 256 GB меморија, што значи дека има 128 GB повеќе во однос на претходните модели. Twitter брише постови со дезинформации за 5G. Социјалните медиуми се фатија во костец со бројните теории на заговор, што се во изминатиот период се шират во врска со 5G технологијата. Twitter соопшти дека ќе ги брише сите непроверени објави, односно дезинформации поврзани со 5G технологијата, кои би можел да доведат до оштетување или уништување на 5G инфраструктурата. Ги проширивме нашите правила за непроверени тврдења, кои ги поттикнуваат луѓето да се впуштат во штетни активности кои може да доведат до оштетување или уништување на критичната 5G инфраструктура или да доведат во ширење на паника. Порача од Twitter. Затоа ќе бидат избришани објавите што поттикнуваат уништување и насилство, како и твитовите кои содржат текст или линк на различни содржини, односно теории и непроверени информации за поврзаност помеѓу 5G технологијата. Samsung работи на сензори за камера со 600 мегапиксели. Samsung на својот нов официјален блог наговеси дека започна со подготовка на планови за производство на сензори за камери со резолуција од неверојатни 600 мегапиксели. Јужнокорејскиот технолошки гигант е меѓу првите кои произведува 108 мегапиксели ISOCELL камера со која се појави на новиот Samsung Galaxy S20 Ultra. Samsung развива нови планови за да спои голем број на мегапиксели во мали сензори. Компанијата се ослонува на NanoCell технологијата која ја користи структурата од 3,3 пиксели. Samsung Galaxy 20 Ultra. Samsung наговеси дека истражувачите на компанијата работат на сензори кои можат да регистрираат мирис или вкус. Од компанијата не откриваат детали како ќе го направат тоа. Темна тема за Google Play Store. Поголемиот број апликации конечно дојде ред и на Google Play Store да добие темна позадина. Бидејќи поминуваме голем дел од нашето време читајќи и користејќи ги нашите смартфони, користењето на темна тема навистина влијае на нашето корисничко искуство. За среќа, голем дел од компаниите брзо го сватија тоа и почна да се придружуваат на трендот.
Google додаде Dark Mode за голем дел од апликациите. Најновата која се придружи на трендот е Play Store. Фактот што е некористена Google апликацијата најверојатно влијаеше на одлуката на компанијата да представи Dark Mode подоцна за истата. Како и да е, Google официјално најави дека темата е достапна за сите Android корисници. Кога зборуваме за Dark Mode доби и OneDrive. Речиси 6 месеци откако Dark Mode се појави за OneDrive на iOS уредите, Microsoft ја возможи опцијата и за Android уредите. Со оглед на тоа што OLED панелите се користат се повеќе и повеќе, Dark Mode е само еден начин на кој што корисниците можат да го заштитат својот вид. Веќе поголем дел од популарните апликации како Gmail, WhatsApp, Facebook Lite, Google Translate и многу повеќе доаѓаат со овие опции. Dark Mode ќе биде достапен со 6.0.1 верзијата од апликацијата. За да се активираат на OneDrive, треба да се оди во Settings менито и да се кликни на опцијата за менување на тема. Google ги предупредува корисниците да не симнуваат апликации како YouTube и Gmail на Huawei уредите. Google изјави дека симнувањето на апликации како YouTube и Gmail може да биде ризично за Huawei уредите. Откако Америка забрани соработката меѓу Huawei со други американски компании, тоа значеше дека сите имни уреди на компанијата нема да доаѓаат со Google сервисите. Ова вклучува забрана за користење на апликациите како Gmail, YouTube, Maps и слично. Според Google се уште има голема забуна околу тоа што ќе се случува со овие ресурси и затоа компанијата даде официјална изјава. Бидејќи постојано добиваме прашања околу новите Huawei уреди, нови модели кои ќе бидат представени во иднина и модели представени пред 16 мај 2019 година и како апликациите на Google ќе бидат користени на нив. Имено уредите представени на 16 мај 2019 година се уште ќе добиваат уште апдејти. Сега за сега, но сите уреди кои биле представени после овој датум или ќе бидат представени во иднина, за жал нема да ги користат Google сервисите. Како дополнување на тоа, компанијата ги советува Huawei корисниците да не снимнуваат копии на апликациите како YouTube и Gmail, бидејќи може да наштетат на нивните уреди. Google отстрани 600 апликации од нивниот Play Store. Последниве неколку месеци Google е на мисија да ги отстрани сите непосакувани апликации од Play Store. Во последната иницијатива компанијата отстрани дури 600 апликации. Според Google, причината позади нивното отстранување е бидејќи прекршиле две од правилата за начинот на кој што може да се рекламираат. Накратко, Google ги отстрани оние компании кои што прават непосакувани реклами кои се појавуваат на уредот на корисникот на неочекуван начин. Најчесто тоа се реклами кои се појавуваат во позадина на апликацијата и корисникот може несвесно да кликне на нив. Апликациите биле отстранети од Play Store и банирани од AdMob и AdManager платформите за монетизација. Најдобри Android апликации и игри за јануари 2020 година. Ова се новите Android апликации кои беа представени во јануари и вреди да се симнат, а тоа се Mac Player, CoStar Personalized Astrology, Family Photo Frame, Byte Creativity First, Retroball, Racing Fury, Evil Abyss Fantasy Match 3 Puzzle Game и тоа се. Samsung Galaxy Note 9 корисниците имаат проблем со дисплејот. Galaxy Note 9 собствениците наидоа на досаден проблем со екраните. Во случај Galaxy Note 9 собствениците да не беа доволно потресени од големата можност уредите да не го добијат новиот One UI 2.1 апдейт, голем дел од нив сега имаат проблем со екраните. На официјалната веб страна на Samsung во Америка, се поголем број од корисниците изгледа дека го доживуваат истиот проблем. Од еден до друг уред, проблемот е различен, но дефинитивно сите се поврзани и неверојатно предизвикани од ист дефект. Иако ваквите Note 9 уреди се уште може да се користат, сепак собствениците имаат потешкоти со користење на панелот
откако проблемот со боите на дисплеот ќе биде присутен неколку часа. Сега за сега нема никакво решение што може да се врати екранот во нормала, а Samsung нема дадено официјална изјава во врска со оваа ситуација. Galaxy S20 уредите имаат проблем со селфи камерите, кој ги уништува селфињата. Проблемот се сведува на тоа што селфи камерата од време на време одлучува да замати делови од фотографиите. На голем дел од сликите, полот сликата е замаглена и недостасуваат детали, додека другиот дел е во фокусот. Станува збор за проблем со предните камери кои се појавија кај сите три модели, односно Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Samsung работи на 250 мегапикселна камера. Откако се појави информација дека Samsung работи на 600 мегапикселен сензор, сега компанијата има план за производство на уште еден поскромен сензор. Изгледа дека камерите од 108 мегапиксели се веќе во минатото, иако Samsung го представи првиот ваков уред пред само неколку месеци, Galaxy S20 Ultra. Оваа камера неверојатно ќе биде поддржана од нов Exynos и Snapdragon процесор и ќе ја видиме со Galaxy S21 серијата. Во моментот 540 серијата на Huawei има најголема камера, а Samsung наскоро планира да го промени тоа. Netflix – рекорден број на претплатници и раст на приходите. Netflix, еден од популарните светски стриминг сервиси, ја објави својата заработка од првиот квартал од 2020 година. Податоците за приходите на Netflix ги објави CNBC. Приходот на оваа компанија во првите 3 месеци од 2020 година изнесува 5,77 милијарди долари, што е за 1,25 милијарди повеќе во споредба од првиот квартал од 2019 година и 300 милиони повеќе во споредба со четвртиот квартал од 2019 година. Луѓето се принудени да останат дома поради пандемијата со новиот вирус, па имаат време да гледаат филмови и серии. Стручњаците предвидуваа дека Netflix би можел да добие дополнителни 775.000 претплатници во САД и Канада и 7,2 милиони претплатници од останатите делови од светот. Сепак, Netflix пријави раст од 15,77 милиони претплатници. Станува збор за најголемиот квартален раст во историјата на компанијата. Словенија го спречи воведувањето на 5G технологијата. Владата на Словенија го прекина воведувањето на 5G технологијата. Како што наведуваат медиумите, владата по предлог на министерот Руди Медвед од дневен ред и отстрани стратегијата на регулаторната агенција АКОС за распределба на фреквенцијски спектар за 5G мрежата. Министерот за словенските медиуми изјави дека прашањето за штетноста на 5G технологијата се легитимни. Словенија е првата земја во светот која со уставот ја заштити водата за пиење како човеково право и јавно богатство и со тоа ги укина сметките за вода. Со одложувањето на расправата за 5G технологијата се остава простор да се истражат сите влијанија на 5G мрежата врз луѓето и околината и е направен чекор за заштита на здравјето на луѓето и природата, пренесуваат тамошните власти. Razer нови Pikachu слушалки за Покемон фановите. Покемон франшизата ќе наполни 25 години оваа година и без разлика дали сте Покемон фан или не, дефинитивно може да го забележите влијанието на овој јапонски изум околу светот. Сега и Razer реши да се придружи на Покемон трендот со нови бежични Pikachu слушалки. Нема што многу да се каже за слушалките и нивните карактеристики, освен дека изгледаат слично со Razer Hammerhead моделот. Може би најважната карактеристика е маската за полнење, која има форма на покемон топка. Самите слушалки се со жолта боја и силуетата на Пикачу на задниот дел. Latest Posts. Нова опција на Instagram. Instagram тестира нова опција која неверојатно ќе им биде од голема корист на корисниците. Instagram има добри вести за корисниците на кои ми недостига стариот хронолошки распоред според кој се појавуваат поставите. Компанијата тестира нова опција наречена Latest Posts.
Оваа опција ќе се појавува на главниот вид и ќе им овозможи на корисниците првично да ги гледаат најновите постови од нивните пријатели како што ќе бидат постирани. Инстаграм се уште ќе го има истиот начин на покажување на постовите, но ова ќе биде како дополнителна опција која ќе биде достапна и ќе им помогне на корисниците да не пропуштат ниту еден нов пост. Ова се несимнуваните апликации на деценијата. Паметните телефони се појавија во 2010 година и со тоа се променија многу работи во нашите секојдневни животи. Повеќето луѓе не може да си го замислат животот без нив. Пред само 10 години околу 62 милиони луѓе во Америка имаа паметни телефони, додека овој број сега порасна на 265 милиони. Во Велика Британија во тој период смартфони поседуваат само 17% од населението, а сега тој процент се зголеми на 78. Апликациите се едни од најреволуционерните и непопуларните елементи на паметните телефони, особено апликациите за социјалните мрежи. Направена е листата со апликации кои што се несимнувани во изминатата деценија и не е изненадување што Facebook е на прво место, а Facebook Messenger на второ. На трето место е WhatsApp, на четврто Instagram, на пето Snapchat, по нив следуваат Skype, TikTok, UC Browser, YouTube и Twitter. Листата е направена според податоците од Google Play и App Store. Може да се каже дека Марк Закенберг доминира во виртуелниот простор. Путин сака руска Википедија. Вложува 27 милиони долари за до 2022 година. Рускиот председател Владимир Путин предложи дека Русија би требало да има сопствена верзија на Википедија со цел да се представи во добар и модерен облик. Во тој проект ќе бидат вложени 27 милиони долари до 2022 година. Руските власти на 1 ноември добија властување за исклучување на интернетот во земјата, а владата планира да создаде инфраструктура за суверен интернет, што го представи како неопходно за одбрана против надворешните сајбер напади. Русија сака да се заштити од сајбер напади поради што нејзините експерти создадоа систем за заштита на сопствените компјутерски системи, што им овозможува на русите да работат преку интернет и без пристап до светската мрежа World Wide Web. Според критичарите, пак тоа е само еден од начините на кои Русија сака да ги изолира своите граѓани во светот и неговите влијанија. Русија и претходно најавуваше дека планира да тестира свој интернет. Според порталот Ди Русија, тестирањето на изолираноста на мрежата ќе почне после 1 ноември и ќе се повторува најмалку еднаш годишно. Се верува дека руската влада зависноста на IT секторот од Западот ја смета за своја слабост, која другите нации може да искористат против Русија. Изолацијата на руската интернет инфраструктура, која често пати се нарекува Рунет, е проследена и со законодавство кое ги ограничува руските граѓани да пристапуваат до одредени веб страни. Тоа беше се за овие вести. Имајте убав ден.